Комплетното управување со договорите, со капитациите и со услугите е во фондот и да кажам дека во основа сите плаќања кон матичните лекари се 70% фиксен износ, условно да кажам, за основната работа и 30% се исплаќат за остварување на одредени превентивни цели. Тие се поделени на општи и посебни цели. Во општите цели се генерално контрола на издадени лекови, контрола на издадени боледувања, а во посебните цели тие се разликуваат кај општа медицина, стоматолозите и кај гинеколозите. Токму матичните гинеколози се оние, како што спомна и директорот Кликовски, кои што се носители на извршување на скрининг програмите, на диагностицирање и третирање на голем број нехируршки интервенции, на советување за планирање на контрацепција и семејство, за превенција од предвремени породувања. Значи, ова одлука на владата, јас навистина ја поздравувам и сметам дека представува една сериозна инвестиција затоа што на тој начин ќе ги стимулира повеќе матичните гинеколози да се посветат на скрининг програмата.